Ова издание воредно сведочење во Конгресот на директорот на Пошти за наводно невозможување да се гласа по пошта, бараат демократите. Округ во Тексас без ниту еден регистриран случај на COVID-19. Какви мерки важат таму? Движењето Црните животи значат го менува и бизнисот во САД. Ке слушнете во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е најновото издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. А еве кои се вестите на денот. Американските демократи вечерва ја отвораат нивната национална конвенција, што ќе биде 4-дневен виртуелен настан со делегати и говорници низ целата држава, со цел да му помогнат на поранешниот подпредседател Џо Бајден да го порази председателот Доналд Трамп на изборите во ноември. На конвенцијата ќе зборуваат истакнати демократи, меѓу кои поранешните демократски председатели Барак Обама и Бил Клинтон, како и демократската председателска номинација во 2016-та Хилари Клинтон. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси ги повика законодавците да се вратат од одмор за да гласаат за финансирање на поштите на САД, откако новиот директор предложи мерки за намалување на трошоците. Демократите стравуваат дека кратењата се насочени кон одложување на испораката на гласачки ливчиња по пошта на председателските избори на 3 ноември. Представничкиот дом ќе ги разгледа легислативните мерки да ја спречи поштата да ги спроведува измените. Русија сигнализираше дека е подготвена да даде воена поддршка на белорускиот лидер Александар Лукашенко и покрај масовните протести по неговиот избор на 9 август. Во изјавата на Кремљ се вели дека рускиот председател Владимир Путин се согласил за сеопфатна асистенција да се одржи мирот во Белорусија, врз основа на постоечкиот договор за заедничка безбедност за време на телефонските разговори вчера. Илјадници луѓе протестираа викендов против изборот на Лукашенко, како и против медиумите кои го поддржуваат да остане на власт. Дали поранешниот председател на САД Барак Обама е доволно ангажиран во кампањата на Бајден? Еве што мислат некои демократи. Поранешниот председател Барак Обама му изрази поддршка на неговиот поранешен подпредседател и најверојатен демократски кандидат. Она што ми дава верба Џо е твоето срце и твојот карактер. Но во поголем дел од настапите, Обама ја задржа традицијата да не го напаѓа јавно председателот Трамп. Откако замина од функцијата во 2016-та, Обама презеде улога на искусен државник и поддржува каузи во кои верува. На недомнешниот погреб на конгресменот Џон Луис, символот на борбата за граѓански права, Обама ги критикуваше републиканците дека се обидуваат да го потиснат гласот на малцинските гласачи, но не го спомна по име председателот Трамп. Има такви кои се на власт, кои ги обесхрабруваат граѓаните да гласат преку затварање на локации на гласачките места и преку рестриктивни закони за лична идентификација. Сепак председателот Трамп не практикува таква воздржаност. Директно ги напаѓа и обајцата, и Обама и Бајден, како корумпирани и некомпетентни. Трамп го обвини Обама дека е шпионирал неговата председателска кампања во 2016-та, додека се водеше истрага за наводната руска вмешаност во изборите. Председателот исто така работеше и на разобличување на повеќе политики на Обама, како што излегувањето од нуклеарниот договор со Иран и договорот за климатски промени од Париз. И се обиде да ја поништи програмата за здравствена заштита позната како Обама Кер. Сепак Обама останува популарна фигура. И со наближувањето на изборите во ноември, некои демократи бараат од поранешниот председател да биде поинволвиран. Треба да им помогне на гласачите да разберат што е во залог на гласањето во ноември. А Демократската конвенција во 2016-та, при номинирањето на Хилари Клинтон, поранешната прва дама, Мишел Обама, ја изговори познатата реченица за кампањата на Трамп. Кога тие одираат ниско, ние се креваме високо. Но Клинтон загуби од Трамп. Оваа година аналитичарите предвидуваат поголема агресивност во политичките напади од двете страни. Поранешниот председател Обама ќе биде говорник вечерта на предстојната демократска конвенција. Во продолжение погледнете како еден округ во Тексас во кој нема доктори, нема регистрирано ниту еден случај на COVID-19. Елизабет Ли истражуваше. Во округот Борден во Тексас нема доктори или продавници за храна. Населението брои помалку од 700 жители, а 40% од нив живеат во градот Гайл. Возиш низ местото и ако трепнеш, ќе го промашиш.
Округот Борден се издвојува во Тексас како место каде жителите немаат COVID-19. Сите се предпазливи, иако нема ковид. Сакаме да остане така и затоа дополнително се внимава. Професорот по математика констатира дека има причина што во оваа заедница нема ковид. Животот на социјална оддалеченост едни од други е секојдневие во оваа рурална заедница. Тука тоа е нормално. Ние сме изолирани, не одиме во град секој ден, не сме обкружени со многу луѓе секој ден. Значи некои луѓе мислат дека тоа е товар, а во последно време тоа е благослов. Но Остин е загрижен за тоа како ќе се одвива новата учебна година, бидејќи училиштата развиваат план, додека ситуацијата постојано се менува. Ова ми е последна година во средно училиште, сакам се да биде така како што треба, но ковид дефинитивно влие на тоа. Тоа е затоа што државите околу округот Борден имаат потврдени случаи на ковид. Ако училиштата надвор од округот Борден решат да спроведуваат виртуелна настава, не е јасно што ќе значи тоа за тимската атлетика. Локалните власти велат дека може да биде само прашање на време пред COVID-19 да влезе во округот Борден. Тоа е веројатно најголемата грижа што се однесува до училиштата. Најмалку половина од нашите студенти потекнуваат од округот. Остин е загрижен поради ризикот од зараза со коронавирусот. Знаете, ние немаме маркет тука. За да купиме намирници мора да возиме 30 милји до најблискиот град каде има случај. Се трудиме да не се изложуваме и да не го донесеме тука вирусот. Носиме маски кога сме во други заедници. Но Остин не е толку оптимист, знаејќи дека Тексас се обидува да се отвори. Луѓето почнуваат повторно да патуваат и ние се обидуваме да се вратиме на нашата нормална рутина. Мислам на крајот нешто треба да се случи. Знаете, тоа е една од оние работи што можете само да ја успорите. Тој вели дека може да го направи само она што зависи од него, за да остане безбеден и се надева дека ќе се гледа со своите пријатели уште една година, пред да го напушти округот Борден за да оди на колеџ. А движењето Црните животи значат поттик на ребрендирање на бизнисот во САД. Следуваат деталите. Познатиот фудбалски тим од Вашингтон, Редскинс, од секогаш имал проблем со своето име. Многу луѓе сметаат дека терминот црвенокошци е навредлив за домородните американци. И покрај долгогодишните проблеми, сопственикот на тимот Ден Шнајдер со години одбиваше да го промени името. Но соочен со антирасистички протести ова лето, тој попушти. За сега, тимот на Дистриктот Колумбија е фудбалскиот тим на Вашингтон. Шнајдер не е единствен чии имиња на бизнеси создаваат расна тензија. Собственикот на продавница за кафе Клуб Колонија во Вашингтон, Макс Зукерман, вели дека размислува за преименување. Размислуваме за тоа некое време. Кога ја отворивме продавницата пред 5 години, ја именував под свеќарницата на баба ми и дедо ми, која беше на истата улица како пред 50 години. Собственикот на друго кафе во Вашингтон, наречено Јави се кај мајка ти, одлучи да го прегледа интериерот и да ја симне фотографијата од раперот Дрейк, како и да преименува некои од оброците на менито кои носат имиња по познати афроамериканци. Собствениците на ресторанот велат дека не направивме доволно за да покажеме дека црните животи се важни. Како одговор на овој потек, многумина посетители оставија своји коментари, уверувајќи го собственикот дека сендвичот по име Ријана воопшто не е навредлив. Иако многумина можеби ги сметат овие мерки како контроверзни во контекст на борбата против расизмот, експертите веруваат дека оваа тенденција е добра. Мислам дека е важно рестораните да имаат јасна позиција. Не можам да замислам ресторан да рече дека не мислат оти црните животи се важни. Трендот на ребрендирање што започна на почетокот на јуни се чини нема да замре. Една од првите компании кои го пензионираа своето име и символ беше джемот за палачинки од тетка Джемина, кој 100 години се рекламираше со фотографии од црни жени на продуктот. Благодарам на вниманието, пријатно до утре.